Да, еве не и во Аргумент Плюс, како што најавив, мој гостин денеска е градоначалникот на Кочани Венко Крстевски, кој вчера одржа првична пресконференција за да ги објасни состојбите во Кочани, но тоа беше повод да го организираме и ова мини, би рекол, интервју, малку поподробно да се запознаеме со тоа како сега живее градот, што ќе бидат првите мерки што ќе ги преземе Крстевски, како се одзва на неговиот апел владата и другите општини за помош во градот. Господине Крстевски, добре дојдовте во ТВ Аргумент. Најпрво сочувство за уште една жртва која што денеска за жал почина во Белградската болница. Добар ден, господин Чудиковски. Исто така да издржам сочувство до фамилијата на семејството на Стојанче Стефанов. За жал почина уште една личност од нашиот град. Вчера на пресконференција вие кажавте како стојат работите во општината, при што ја опишавте како хаотична состојбата. Кога ќе речете хаотична, на што се должи тоа? На случувањето кое што ја затекна целата Македонија и Кочани, трагедијата, или и на претходни наследени состојби? Тоа се должи на пред се долг период што општината немаше ни градоначалник, ниту секретар. Исто така тоа се должи на тоа што комуналното јавно предпријатие нема нити генерален директор, ниту технички директор. Самото тоне во долгови, финансиската состојба во општината е за нијанса подобра од комуналното јавно предпријатие, иако истата не е сјајна. Едноставно имаме проблем и во делот на финансии, меѓутоа имаме посериозен проблем во делот со човечки ресурси. Кога ќе речете горливи проблеми, на кој проблем во овој момент најмногу размислувате, ако зборуваме за едно нормално функционирање на општината, иако се разбира дека се она што е нормално после оваа трагедија е нормално во еден друг контекст? Да, најголем проблем моментално во Кочани е амбиентот на живење. Мислам, не само во Кочани, тоа се осеќа во цела држава. Јас разговарам со моите сограѓани, за жал само негативни вести не преплавуваат целиот овој период и многу е тешко да се биде паметен и да се биде ведар во овие времиња, бидејќи самите информации се тие кои што го креираат и јавното мислење. Меѓутоа, сакам во оваа прилика да потенцирам дека сум голем оптимист за подобрување на состојбата пред се на амбиентот во живење на Кочани. Очекувам во наредните неколку недели со изнаоѓање на кадровски решенија во самите институции, драстично да се подобрат работите, како во делот на јавната чистота, хигиена, така во делот на културниот живот, така и во делот на интеграција на младите во самото општество, исто така во климата за економија во градот, кој што, за жал, во овој период страшно стагнира. Верувајте дека сум оптимист за многу работи, меѓутоа треба да оставиме времето да го покаже истото. Упативте еден апел до другите општини и до владата во однос на онаа поддршка што треба да биде дадена за Кочани, за да може да се врати, како што велите, животот или да се подобри амбиентот на живење, меѓутоа и за некои основни функции. Во што најмногу ја барате или ја гледате таа поддршка што треба да стигне? И дали воопшто имавте веќе контакт со владата и со ЗЕЛС? Јас кажав на лице од општината да го контактира кабинетот на премиерот, меѓутоа добив информација дека тие се моментално во странство. Имав на лична база контакт со неколку градоначалници, каде што договорив средби во текот на наредната недела. Моментално имаме комунални проблеми кои што се итни за решавање. Сметам дека тие градоначалници можат да ми помогнат во тој дел. Исто така имаме проблеми со одредени проекти кои што сметам дека треба да ги откочиме во најбрз можен рок. И секако проблем во делот со дивоградбите, каде што денеска упатив апел да не се осудуваат наши сограѓани, нити да започнат процес на дивоградби, а истите тие кои што се изградени ќе бидат предмет на истрага. Каква е моменталната состојба во комуналното претпријатие, бидејќи неколку пати ја споменувате? Колка ви се долговите,
дали тоа функционира дневно или има проблеми и во дневното функционирање веќе? Тоа предпријатие има сериозни проблеми во дневното функционирање. Долговите се 169 милиони денари и има исто очекуваме во следниот период да ни дојдат и одредени други поборувања, значи околу 3 милиони евра. Зашто се овие долгови направени? Најголем дел од долговите се по однос на електрична енергија. Верувајте, имало многу месечно несовесно работење од страна на директорите и тие, замислете, со месеци не плаќале електрична енергија. И нормално дека тие долгови се акумулирале. Добро, сега таму нема во моментов директор? Нема ниту генерален директор, уште што е потрагично, нема технички директор, се со цел во делот на оперативата да имаме нормално функционирање, иако мора да потенцирам како што е таква хаотична ситуација, сепак сметам дека во рамките на своите можности предпријатието функционира на некој начин со кој мора да потенцирам дека јас сум незадоволен. Пред се сум незадоволен во делот со зеленилото, каде што во следните неколку недели ќе најавиме акции, то планирам да биде под мотото работна сабота, бидејќи ние граѓаните сами треба да си го издигнеме нашиот град. Гледаме дека предпријатието е нефункционално. Во наредната недела, еве во оваа прилика сакам да ви најавам дека очекувам да избереме генерален директор вршителна должност и технички директор, каде што ќе се нормализира работата во делот на човечки ресурси и тогаш ќе има лица кои што ќе полагаат одговорност и ќе испорачуваат конкретни резултати во сите сектори на комуналното јавно предпријатие. Како функционира комуналното предпријатие во однос на расчистувањето на сметот и вклучително на тоа ве прашувам и за депонијата? Незадоволително во делот со собирање на сметот, бидејќи истите се жалат дека имат многу расипани возила и не биле во можност да распиштат тендерска постапка поради, според мене, некоректната оставка на претходниот директор. Самото предпријатие е заглавено и за жал со ситни финансиски средства не може да се оправат, законски оневозможено е одредени превозни средства на самото комунално предпријатие. Кога ќе ги оправиме тие, ќе ги ставиме скоро сите во функција и сметам дека за неколку недели градот ќе биде доста во подобра позиција. Останува ли проблемот со депонијата и носењето на сметот од другите општини, што ви беше едно од проблемите кои што и претходно ги комунициравте со јавноста? Тој проблем останува, по однос на тој проблем очекувам собствено во Министерството за животна средина и изнаоѓање решение во најбрз можен рок. Како што кажав, решение е целосно затварање на нашата депонија и ние не прифаќаме да се донесува отпад од другите општини и при тоа да не знаеме кога би била таа регионална депонија. Имаше лажни информации од страна на владата дека ќе биде завршен тендерот во месец февруари или март, еве веќе сме април, гледаме дека тендерот не е завршен. Да, кога спомнавте враќањето на амбиентот во Кочани, се разбира, тоа не е можно без да ги направите оние потребни и значајни безбедносни предуслови пред се. Споменавте дека пожарникарскиот тим во општината е на половина од тоа што треба да биде практично. Од кого зависи решавањето на овој проблем? Решавањето на овој проблем зависи исклучиво од владата. Имам информација дека на 30 месецов ќе има на собрание закон за пожарникари и сметам дека тоа прашање треба да биде регулирано. Меѓутоа, ние како совесна општина не смееме да чекаме само по однос на тој закон и во рамките на нашите можности кажав да се започне процедура за вработување на 2 лица во пожарната, бидејќи според план за вработување ние како општина на наш трошок може во моментот да вработиме само 2 лица. И јас кажав да се започне процедура за тој оглас и во најбрз можен рок, еве ви кажувам на вас, ќе вработиме 2 лица само бидејќи така ни овозможуваат планот за вработување на пожарникарите. Најавивте 3 милиони денари за поддршка по трагедијата. Како ќе се распределат тие средства во однос на, претпоставувам, на семејствата кои што се погодени од трагедијата? Ние како општина законски немавме можност да ги исплаќаме поединечно и треба да има посебен систем, нели, и методологија на исплата и поради таа причина парите ги уплативме на сметката на Црвен крст. Меѓутоа, оваа прилика сакам да искористам и да најавам дека ќе барам целосен и детален извештај од Црвен крст, бидејќи сметам дека истата постапка мора и потенцирам мора да биде транспарентна, бидејќи целата јавност, не само во Македонија, туку и во странство, огромен дел од сумата пари ги донираше на Црвен крст.
се со цел да не се отвараат сомнежи, бидејќи транспарентноста е за да не се отвараат сомнежи. Јас ќе барам од Црвен крст да искочи со конкретен и детален извештај во врска со сите собрани средства по однос на настраданите пред еден месец во дискотеката Пулс. Пред неколку дена кога бевте избрани, имаше седница и на Советот на општина Кочани, при што навистина видовме различни импулси од страна на советниците и во однос на вашиот избор и во однос на како тие ја доживеа трагедијата. Очекувате ли поддршка од Советот во реализација на вашите активности во наредните месеци практично до изборите? Јас сметам дека непотребно беше проблематизирано од страна на советничката група ВМРО ДПМН и свесна е за тоа целата кочанска јавност и целата јавност во Македонија. Меѓутоа, очекувам во наредниот период, бидејќи ќе се работи транспарентно и самите граѓани ќе се запознаени со сите иницијативи и со сите точки на седници на Совет. Сметам дека нема да се соочам со проблеми од нивна страна, бидејќи сите проекти кои што се изготвуваат се во интерес на граѓаните на општина Кочани, патем и тие се граѓани на општина Кочани. Кои проекти се оние клучните, освен овие што веќе ги споменавме, нели, комуналното и пожарното, што е она што ќе направите за да повторно заживее некако градот, особено младите кои беа вклучително најмногу погодени од трагедијата и нивните семејства, се разбира? Имаме многу голем капитален проект кој што се однесува на нов влез во градот, булеварско решение, меѓутоа истиот е моментално стопиран ради нецелосна документација и спор со АД Водостопанство. И така ќе ги актуализираме проекти кои што беа заборавени, а тоа е како изградба на куќи за социјално ранливи семејства, изградба на регионален пензионерски дом кој што е доста капитален проект. Исто така, во наредниот период ќе ви кажам дека планираме да направиме јавен оглас за лицитација на парцела која што ќе се даде за хотел за користење на геотермална вода, се со цел да се направи некаков вид на центар за рехабилитација, бидејќи геотермалните води во Кочани се неискористени. Во депонијата во врска со депонијата што спомнавте, сакам да кажам дека во текот на наредната недела сметам дека треба да биде распишена набавка на возило кој што беше изгласано од Совет, меѓутоа се уште чека да видиме во делот со бирократска процедура како ќе се одвива тоа. Исто така, паралелно дадов иницијатива да се работи на десетина нови проекти, кои што не би сакал да ги експлоатирам сега, бидејќи мора прво да ги провериме сите правно-формални работи, за да можеме подоцна да ги презентираме на јавноста. Каква конкретна кохабитација или функционирање очекувате во односите со централната власт и каде ја очекувате најмногу поддршката од централната власт? Јас таа поддршка најмногу очекувам во делот на проекти и финансии. Самиот премиер јавно кажа неколку пати дека Кочани ќе биде помогнато од страна на владата. За жал имавме неколку седници на влада, тоа го немаме видено преку конкретни примери, меѓутоа сега од позиција на ведоградачелник јас ќе настапам конкретно со проекти и финансиска рамка и очекувам голем дел од тие проекти да бидат поддржани и изфинансирани надвор од проектите кои што се предвидени со унгарскиот кредит. Потенцирам, општина Кочани има веќе апликација за проектите кои што се предвидени со финансија од унгарскиот кредит, меѓутоа еве ви кажувам дека ќе понудиме и десетина други проекти кои што очекувам владата да даде поддршка, бидејќи станува збор за доброто на сите граѓани во општина Кочани, меѓутоа и за доброто на сите граѓани во цел регион. Вие дојдовте на позицијата градоначалник од позиција на независен советник во општина Кочани. Дали оние луѓе кои што ги планирате за да седнат во директорските позиции ќе бидат компромис со партиите кои што ви даваат поддршката во Советот или пак ќе се водите од максимата дека се потребни професионалци? Не, јас ќе се водам од максимата дека се потребни дека се потребни професионалци и партиски кадри не ме интересираат, меѓутоа во оваа прилика сакам да ви кажам еден класичен пример што се случи денес. Значи, во партиите јас ќе барам луѓе со оглед на тоа дека ВМРО ДПМН не ми ја даде поддршката,
Меѓутоа, сите што се вредни членови на ВМРО ДПМН, сметам дека ќе треба да останат да работат во рамките и на комуналното јавно предпријатие и општината, и напротив, и сите кои што нивни членови, а се вредни работници, сметам дека треба да бидат вработени во рамките на општината и на комуналното јавно предпријатие. Исто тоа важи и за членовите на другите партии. Меѓутоа, мене нивниот партиски интерес не ме интересира, туку ме интересира само работата која што тие можат да ја завршат. Прерано ли е да ве прашам за следните локални избори, дали ќе се кандидирате за градоначалник на Кочани? Да, јас имав излегување на телевизија претходно и кажав дека не се плашам од тој предизвик и најавив кандидатура. Меѓутоа, повторно ќе повторам, те зависи од овој период. Доколку јас сметам дека добро сум го извршил моето работење во следните месеци, ќе се кандидирам. Доколку осетам дека народот ќе е разочаран од моето работење, односно дека не сум го постигнал тоа што сум го обеќал, нормално дека нема потреба да се кандидирам. Луѓето ве знаеа како независен советник што се бори за правата на граѓаните на начин кој што не е конвенционален. Како што не прават обично, нели, советниците и градоначалниците, туку како оние луѓе кои што се повеќе би рекле активисти, и затоа ве запознаа во повеќе наврати во делот на онаа битка што ја водевте за депонијата во Кочани. Дали мислите дека сега фотелјата може да ви ги врзе рацете за поинакво делување, или мислите дека ќе успеете да ја искористите функцијата за да го вратите животот на граѓаните? Фотелјата нема да ме смени, напротив, јас ќе останам истиот, меѓутоа сакам да се извидам на сограѓани и на мои пријатели кои што не можам да ја врнам на пораќите и на нивните повици, бидејќи сум преплавен од стотици повици и пораки во текот на викендот за неработните денови ќе им вратам на сите. И да знаете, повторно, се што нема да е во интерес на Кочани, прв ќе бидам за да протестирам против истото и да не дозволам истото да се спроведува. Јас во континуитет повеќе години сум дел од тие иницијативи и ќе продолжам да бидам дел, бидејќи на мене ми е битно Кочани да биде убаво место за живење. Сега имам позиција на градоначалник, прв пат имам извршна власт и сметам дека треба да ми се даде време, меѓутоа сметам дека треба да ми се даде поддршка. Имам поддршка од сограѓаните, се надевам дека ќе ни дам поддршка и на разбирање и од централната власт, меѓутоа и од советничките групи во самиот совет, бидејќи, како што кажав, ние работиме сите во интерес на градот Кочани. Мене не ме интересира личниот интерес, мене ме интересира само да го направиме Кочани подобро место за живење. Ви благодарам што бевте денеска гостин на Аргумент Плюс на ТВ24. Благодарам поканата и сакам да упатам порака до моите сограѓани да се вклучат, бидејќи сега е на потек општествената одговорност и солидарност. Ние заедно можеме да го издигнеме Кочани. Не само во рамките на институциите, бидејќи кој што гледате, тешко е да се функционира само од рамките на институциите. И во оваа прилика уште еднаш ќе потенцирам дека од наредниот викенд ќе почнеме со акција Работна сабота, каде што сите сограѓани ќе имат можност преку граѓански активизам драстично сами да си го подобрат местото на живење. Ви благодарам уште еднаш. Да, Венко Крстевски, веде градоначалник на Кочани, почитуваник, тука е крајот на денешниот Аргумент Плюс.